Добро вечер. Утврдени се вкупно 13 случаи на западно-нилска треска во земјава, од кои 10 пациенти се хоспитализирани, а тројца се наоѓаат во критична здравствена состојба, информира денеска од Министерството за здравство. Поради актуелната епидемиолошка состојба и по стручна процена на ризикот, задолжен е Центарот за јавно здравје Скопје да спроведе дополнителна дезинсекција во населбата Драчево. Вонредниот третман е спроведен во текот на ноќта, како дополнителна превентивна мерка за намалување на ризикот од понатамошно ширење на инфекцијата. Третиот пациент кој синоќа по влошување на здравствената состојба беше интубиран и тој се наоѓа на меаничка вентилација. Иначе пациентот е 70 годишен и има и други коморбидитети. Престојувал во внатрешноста на државата и првично таму се пријавиле ова за нега и тоест за контрола. Пациентот од таму префрлен после неврологија, од неврологија од 29.7. е хоспитализиран на инфективна криза. 6 се со место на живење во Драчево, по 2 имаме од Аеродром и од Газибаба и по 1 имаме од Илинден и Сопиште. Сега, тоа е во однос на местото на живење. Секако дека комарците не стојат на едно место, секако дека и луѓето не стојат на едно место, но потенцијалното место на заразување е го земаме во домот, односно во просторот каде што тие живеат. Оние мерки кои што се превземени се таргетираат таму каде што имаме најголем ризикот, најголем број од случаите. Во случајов тоа беше Драчево. Секако дека и во иднина, доколку се мапираат и други места, каде доколку би имало собирање на повеќе случаи од други места, дека мерките ќе бидат превземени на други места. Водата во Гостивар се уште не е безбедна за пиење и готвење. Резидуалната бактерија и натаму е присутна во водоводот, но здравствените власти соопштуваат дека бројот на нови пациенти со стомачни тегоби продолжува да се намалува. Повеќе од Миријана Мирчевска-Јовановиќ. Водата во Гостивар се уште не е за пиење ниту за готвење. Според добиените резултати, за гостиварци нема позитивни вести. Резидуелната бактерија се уште е присутна во гостиварскиот водовод, потврди првиот човек на дирекцијата за заштита и спасување, Стојанче Ангелов. Се уште имаме присуство на бактерии. Тие не се толку опасни како оние првите бактерии, фекалните бактерии кои што беа откриени на почетокот на оваа криза, но се уште водата не е подобна за користење за пиење и за готвење. Водата е во ред да се користи како техничка вода. За да се добијат овие бактериолошки резултати, потребно да поминат 24, некогаш 48 или 72 часа, бидејќи за да се види развојот на бактериите е потребно подолготрајно испитување. Она што е во добра насока е дека епидемиолошката состојба се подобрува и има континуиран пат на бројот на пациенти кои побарале медицинска помош, велат во писмениот извештај на Министерството за здравство. Во текот на вчерашниот ден биле извршени 36 прегледи во здравствениот дом Гостивар, што е за 37 пати помалку од претходниот ден. Од почетокот на епидемијата, во двете здравствени установи се извршени вкупно 4483 прегледи. Доставени се 1014 формални пријави за заразна болест, а обработени се 706 нови епидемиолошки анкети, со што е постигната покриеност од 70%, велат од Министерството за здравство. Српскиот премиер Ѓуро Мацут престојува во официјална посета на Македонија, при што во Охрид оствари тет-а-тет средба со премиерот Христијан Мицкоски. Во фокусот на разговорите, како што објави на социјалните мрежи премиерот Мицкоски, биле актуелните регионални предизвици, можностите за продлабочување на билатералната соработка, економските односи, инфраструктурното поврзување и заедничките иницијативи за развој на двете земји. Двајцата премиери ја потврдила заедничката определба за натамошно напредување на пријателските односи, засновени на меѓусебно почитување, добрососедска соработка и заеднички интерес за стабилен и просперитетен регион.
Претходно, српскиот премиер беше пречекан на Охридскиот аеродром од министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски, пошто се упати на средбите предвидени во рамките на официјалната посета. СДСМ ќе биде конструктивна и ќе даде поддршка на власта во собранието доколку се најде решение за деблокада на евроинтеграциите, уверува лидерот на партијата Венко Филипче. На брифинг со новинарите порача дека европските челници при посетите на земјава ни укажале дека единствениот излез е преку промена на уставот со вметнување на бугарите. Па тој е песимист дека може да се најде поинакво решение за да се спречи вето од Софија и во иднина. Лидерот на опозицијата смета и дека токму есента ќе донесе криза на сите полиња. Филипче ја критикува владеачката коалиција за игнорирање на опозицијата во собранието и најави дека ќе поднесат интерпелација за спикерот Африм Гаши за кршење на деловникот, како и за министерот Иван Стоилковиќ за вербални конфликти кои биле на рап на ескалација кога се гласаше реконструкцијата на владата. За предлог законот за Скопје 2028 пак Филипче најавува амандманска блокада. Законот за Скопје Европска престолнина на културата за 2028 година ќе оди на јавна расправа за да не се остави каков било сомнеш околу транспарентност на овој процес, најави премиерот Христијан Мицкоски. Додаде дека се работи за закон кој треба да се донесе во рамки на приоритетите на овој проект и дека тој е изготвен согласно препораките и практиката во Европската унија. Станува збор за така наречена книга или битбук, која што е добиена уште пред 5-6 години, во која што се дефинирани приоритетите од порано, наследени од оваа влада и од овој градоначелник, за настани кои што треба да се случат 50 дена во годината следната, 27 година, и секој ден во годината, 28-та година, а во 29-та година тоа треба да прерасне тогаш во јавно предпријатие кое што ќе има директор и така натаму и така натаму. Значи ова е суштината на целиот проект и на целиот процес. За жал, некој се обидува свесно да ја манипулира јавноста и свесно да ги дезинформира граѓаните. Затоа и на моје инсистирање законот од парламентот беше повлечен, истиот ќе биде ставен на јавна дебата. Македонија влегува во период на екстремно високи температури, а со нив расте и опасноста од катастрофални пожари. Дирекцијата за заштита и спасување со апел до граѓаните. Доволна е само една искра за да настане трагедија, додека надлежните уверуваат дека оваа сезона државата располага со засилени противпожарни капацитети. Аларм, тревога. Ве молам, бидете внимателни, доволна е само искра за катастрофален пожар и страшна трагедија. Македонија ја зафаќа силен топлотен бран, што создава висок ризик за брзо настанување, ширење и тешко гаснење на пожарите на отворен простор, алармира првиот човек на Дирекцијата за заштита и спасување Стојанче Ангелов. Освен инструкции за превенција од подпалување, тој упати и апел до граѓаните да го пријават секое сомнително однесување на лица кои на отворен или шумски простор се забележани со лесно запалливи материјали и течности. Половина Европа гори. Затоа ве молам, не фрлите отпушок од цигара на отворен простор, особено не од возило во движење. Не палете скара или оган на отворен простор или во шума. Исчистете ја тревата и грамушките од дворовите на вашите викендици и куќи. Пријавете доколку забележите лабави електрични жици помеѓу две бандери, во Евана или на 112. Земјоделци, ве молам, не палете ги вашите стрништа. Сточари, ве молам, не палете ги вашите пасишта. Ангелов уверува дека во оваа сезона на пожари ДЗС настапува со засилен технички и човечки капацитет. Има поголем број на противпожарни возила, меѓу кои 20 Пинцгауери, 15 БТРи и 5 Хермелини, а низ државава работат 900 професионални пожарникари, како и 200 доброволци, изјави Ангелов.
За прв пат после долги години, на почетокот на јуни, имавме 3 функционални ер трактори со функционални пилоти, кои што навистина одлично ја вршат својата работа. Имаме 3 функционални хеликоптери, еден помал хеликоптер кој што ќе го користиме за извидување, како и 2 хеликоптери кои што ќе ги користиме за транспорт на луѓе. На располагање имаме еден голем армиски хеликоптер со ведро со носивост од околу 3 тона. Ангелов додаде дека во случај на големи пожари низ територијата на државава, на располагање се и припадниците на армијата и полицијата. Меѓутоа, како што вели, човечкиот фактор останува најчеста причина за пожарите, за кое е предвидено и кривично дело со парична или затворска казна од 1 до 10 години. Ова беше последна информација во последните вести за денеска, но и за месец јули. Останете со Канал 5. Пријатно.